ovo je veliki dan. Jer i za 10 i 50 i za 100 godina ovim autoputem će ići ljudi i moći će da se sete ko je za njih to uradio. Овие самопофални зборови српскиот председател Александар Вучик ги кажа на свеченоста за пуштање во употреба на една од делниците на Моравскиот коридор. Настанот беше одбележан и со возење во панорамски минибус по новите 17 километри автопат, во кој освен српскиот државен врв беа и амбасадорите на САД и Обединетото кралство. Зошто и тие? Затоа што автопатот го гради Бехтел и Енка, фирма со седиште во Англија, а во американско-турско сопствеништво. Токму отворањето на автопат што го гради Бехтел и Енка беше поводот што прво вице-премиерот Артан Груби, а потоа и СДСМ се пофалија дека истата компанија и кај нас гради по истите стандарди. Со истиот посебен закон, со истиот договор, фирмата Бехтел и Енка гради и во Србија, каде што денеска државните власти пуштија во употреба дел од автопатот. И кај нас специјалниот закон го изгласа собранието, се потпиша договор со истата компанија за изградба на коридорите 8 и 10Д, а неделава владата плати 117 милиони евра за аванс и мобилизација. Од ВМРО ДПМН и експресно возвратија. Груби е фабрика за лажни вести затоа што во Србија фирмата е избрана на тендер и гради поевтино отколку кај нас. Бехтел и Енка во Србија се одбрани со тендер, кај нас директно, без тендер, со договор напишан во 4 очи. Километар автопат во Србија од Бехтел и Енка вреди 7 милиони евра, во Македонија 20 милиони евра. Надзор во Србија е професионална фирма. Надзор во Македонија е фирма за долна облека со 4 вработени. Кој ја зборува вистината? Власта, опозицијата или ни едните ни другите? 8 јули 2019 година. Тоа е датумот кога во службениот весник на Србија е објавен законот за утврдување јавен интерес и посебни постапки за реализација на проектот изградба на автопат од Појате до Прелина, познат како Моравски коридор. На 16 јули 2021 година е објавен во службен весник Македонскиот закон за утврдување на јавен интерес, односно за изградба на 4 делници од коридорите 8 и 10Д. Првата клучна разлика е што во македонскиот закон директно се споменува Бехтел и Енка како фирма која ќе гради и се предвидува владин комитет кој ќе ги договори условите. Во Србија не се споменува фирма во законот, туку се задолжува владата да формира работна група и да донесе подзаконски акт преку кој ќе се избере најдобриот понудувач. Значи, законите и не се баш исти, иако и не се толку различни како што изгледа на прва, бидејќи во суштина со двата специјални закони се суспендира законот за јавни набавки во двете земји. Во Македонија тоа е направено во полза на директни преговори со веќе избраниот понудувач. Во Србија, во корис на привидно конкурентна постапка која ја спроведува владата со посебен претходно непостоечки подзаконски акт. Велиме привидно затоа што условите во српската владина уредба од старт покренуваат сомнеш дека постапката е наменета за единствената фирма која на крај се пријавила. Претежан број поена кој je mogao izvođač da dobije ostvaruje se tako što bi se dokazalo da je izvođač imao iskustva sa nekim sličnim radovima, ali samo na području jugoistočne Evrope. Šta to zapravo znači? Da je vlada poručila da neka firma koja je radila slične poslove u Kazahstanu, Čileu, Španiji, Maroku ili bilo gde na ovom svetu nije kvalifikovana, a da je kvalifikovana za posao samo ona firma koja je radila takve poslove na Balkanu. Dakle, to je očigledno nameštanje ovog tendera. Zanimljivo je da ponudu nisu podnele ni brojne kineske firme koje su tokom poslednjih godina dobijale neke slične poslove u Srbiji, ali su ih uvek dobijale direktno na osnovu međudržavnih sporazuma, dakle čak i bez takve simulacije tendera kako smo ovde imali prilike da vidimo.
Ако се вратиме на законското решение во Србија, впечатливо е што повеќе од половина, односно 13 члена, се посветени на прашањето за експроприација. Например, уште во специјалниот закон се наведува дека ако се експроприра имот на кој има дивоградба за која не е завршена постапката, тогаш ќе се плати и вредноста на објектот. Утврдени се исклучително кратки рокови за секој чекор од постапката, најчесто на 3 или 5 дена. Во македонскиот закон има само еден член посветен на експроприација. Во него, меѓу другото, се предвидува дека на стратешкиот партнер ќе му се овозможи владение на експроприраниот имот веднаш штом одлуката стане конечна, без да се чека правосилност. Иако на различен начин и во двата специјални закони се суспендираат делови од законите за царина, за ДДВ, за експроприација и веќе споменатиот за јавни набавки. Овде имамо случај где е од почетка избегнуто да се примене ključna antikorupcijska pravila i to je ono što nas dovodi do zaključka da je u ovom poslu država pretrpela neku štetu. Kolika je ta šteta, to u stvari ne možemo nikada u potpunosti da znamo, jer ne znamo kakve bi sve ponude možda stigle da je postupak bio u potpunosti otvoren. Drugim rečima, da li bismo iste ove radove mogli da dobijemo po nekoj povoljnijoj ceni nego što je ona koja se plaća aktuelnom partneru vlade. Па кој е во право, власта или опозицијата? На прашањето дали во Србија Бехтел и Јенка се избрани на ист начин или имало конкурентна постапка? Одговорот е никој. Власта премолчува дека Бехтел и Јенка ги нема во српскиот закон и дека барем формално имало некаква компетитивна процедура за избор. Опозицијата пак не ја говори целосно вистината кога вели дека имало јавна набавка, па дури и дека поради тоа била договорена пониска цена. Следната точка на судир меѓу власта и опозицијата е цената на чинење на автопатите што ги гради Бехтел и Јенка во Србија и во Македонија. За сите 4 делници, македонската влада се обврза на сума од 1,3 милијарди евра за 110 километри автопат. Грубо кажано, 1 километар во просек ќе чини 11,8 милиони евра, ако успеат да се сменат неколку закони. Во Србија за 112 километри од Појате до Прелина, колку што е долг Моравскиот коридор, вредноста на изградбата според српската влада е 745 милиони евра плюс 20% за непредвидени трошоци, што е околу плюс 150 милиони евра. Тоа значи дека цената по километар во Србија е меѓу 6,7 и 8 милиони евра, зависно од непредвидените трошоци. Па кој е во право? Опозицијата вели дека километар автопат во Македонија чини 20 милиони евра, а во Србија 7. Или власта, која тврди дека километар автопат е поевтин во Македонија. Одговорот е повторно ниту едните, ниту другите. Овие искази добиваат делума на кредибилност само за некои делници во земјава, ако се гледаат автопатите Прилеп Битола или Тетово Гостивар, каде просечна цена на километар е 6,6, односно 7,1 милиони евра. Тогаш во земјава се гради поевтино отколку во Србија. Ако пак се гледа само цената за Гостивар Букојчани, тогаш има вистинитост во тврдењето дека просечна цена на километар во земјава е 20 милиони евра. Оваа фирма за долна облека е стручната. И на крај за надзорот. Опозицијата тврди дека тука е избрана фирма за гаки со 4 вработени, а во Србија реномирана фирма. Власта пак молчи за ова прашање. Фактите се дека во Македонија беше спроведена јавна набавка според Законот за јавни набавки и беше избран конзорциум предводен од италијанската ИРД Инженеринг. Истражувањата на 360 степени покажаа дека една од локалните фирми од конзорциумот Electra Solutions до пред некоја година шиела долна облека и дека за време на тендерот ги собирала неопходните дозволи. Во Србија пак и надзорот е избран како и Бехтел и Јенка, со посебна процедура со владин подзаконски акт. И таму е избран конзорциум предводен од странска фирма, американската Луис Бергер, поточно на нејзината канцеларија во Франција. За локалните партнери во тендерот не можевме да најдеме многу написи во медиумите, но има за Луис Бергер. Фирмата била надзор над изградбата на коридорот 10 во Србија, каде во барем 2 наврати се рушеше потпорен зид кај Грделичката клисура.